Милион фанови се собираат за да ја прослават победата на Канзас Сити на Супербол. Радоста се претвара во страв додека тројца мажи почнаа да пукаат. Мајка загина, 20 на други беа ранети. Полицијата вели дека до крајот 12 лица извадиле пиштоли. Според архивот за огнено насилство, речи се 4800 луѓе загинале од насилство со оружје оваа година. Околу 250 биле тинејџери. Североисточниот град Филаделфија постави рекорд пред 3 години со повеќе од 560 убиства. Тоа е местото каде што претседателот Џо Бајден неодамна водеше кампања, спомнувајќи ги последиците од криминалот врз студентите. Размислете за тоа. Идејата САД да предаваат вежби за цивилна заштита во училиштата. Повеќе деца убиени при насилство со оружје отколку речиси што било друго. Мерка на администрацијата на Бајден наскоро ќе ги прошири проверките при сите продажби на оружје што покажуваат профит. И за време на говорот за состојбата на државата минатиот месец, Бајден го предупреди Конгресот. Барам забрана за полуавтоматско оружје и шаржери со голем капацитет. Кога беше председател, Доналд Трамп започна операција за да се спречи криминалот, што резултираше со полициски реформи и 5500 апсења. Тој исто така понуди вишок воена опрема на локалните оделенија и потпиша закони за кривична правда, за да се намали повторувањето на криминалот. Значи, ако нешто се случи и сгрешат, добиваат втора шанса за живот. За време на кампањата, поранешниот председател Трамп го поврза криминалот со илегалната емиграција. Го нарековме мигрантски криминал. Треба да се нарече мигрантски криминал на Бајден, но тоа е предолго. Но секогаш ќе се сеќавате дека Бајден ни го даде. Неодамна Трамп посети мала продавница во Харлем. Го сакам овој град и стана толку лошо во последните 3-4 години и ние ќе го поправиме Њујорк. Значи со кандидатурата за претседател ќе вложиме напор за успех на Њујорк. Истражување на Пју од крајот на минатата година откри дека еден од тројца американци поседува пиштол, додека нешто повеќе од половина предпочитаат построги закони за оружје. Но во поделен Конгрес тоа е малку веројатно дека ќе се случи.